Поранешниот директор на зоолошката градина Скопје Ѓорги Галетановски изрази загриженост поради продолженото отворање барање за директор на установата 2 месеци по завршувањето на огласот. Тој најави тужби поради одбивањето на зоолошката да му ги врати документите. Галетановски планира да формира фондација за европска зоолошка за финансиска поддршка на зоолошката градина со цел да се подобрат условите за живот на животните и работните услови на вработените. Тој повика колегите да се борат за своите права и се залага за департизација на институцијата. ЈСП Скопје потврди дека се појави лажна вест со фалсификуваното лого на електронската картичка Скопска. Групата Карта за јавен превоз во Скопје, која ја објавила информацијата на социјалните мрежи, не е поврзана со ЈСП. Од ЈСП предупредуваат дека се работи за измама со лажен линк кој краде податоци од платежните картички на граѓаните. Премиерот Христијан Мицкоски изрази задоволство по повод започнувањето на изградба на ново основно училиште, кој ќе биде капацитет за над 700 ученици. Тој ја поздрави поддршката од градоначалникот и локалната администрација и истакна дека владата и Министерството за образование продолжува да вложува во капиталните инвестиции. Мицкоски нагласи дека образованието е основа за развој на децата и темел за иднината на државата, со очекување новата зграда да биде завршена за 2 години. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски ги повикува жителите да учествуваат на буџетскиот форум за 2025 година на 21 октомври во основното училиште Пестелоци во 19 часот. Форумот нуди можност за граѓаните да влијаат на општинскиот буџет преку предлози и идеи. Герасимовски истакна дека транспарентноста и отчетноста се клучни за општинското работење и повика на конструктивни предлози за подобрување на условите за живот во општина Центар. Општина Илинден во соработка со јавното претпријатие Водовод продолжува со одржување и модернизација на водоводната и канализационата мрежа. Во моментот се реализира обнова на главниот водоснабдителен систем во Кадино со должина од 700 метри, со замена на старите ПВЦ цевки со нови. Градоначалникот Александар Георгиевски истакна дека целта е да се обезбеди поквалитетна и посигурна вода за пиење. Во наредниот период ќе продолжат со втората фаза на обнова на системот, фокусирајќи се на зголемување на капацитетот на водоснабдувањето. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја сакам во